Барам прием кај амбасадорот на Америка во Скопје и ЕУ амбасадорот Иво Орав. Сакам прием од нив двајцата, бидејќи чувствувам дека сум загрозен во својата работа. Не се чувствувам безбеден, особено по соопштението на ВМРО ДПМН од вчера, кај што тие велат дека секој оној кој што си ја бара белјата ќе си добие казна. Тоа како да сака да каже дека и во иднина ќе се случуваат вакви настани, бидејќи знаеме дека тие имаат навистина многу подземни методи на дејствување. Не е чудно некогаш да се случи некој нивен активист и да ми забоде нож, у тоа гужвата нема да се знае кој го направил тоа, ќе кажете еве тој провоцираше, си го заслужи или па да ме убие. И навистина се чувствувам загрозен, мојата безбедност, кога еден министер може таква поставка да си дозволи во сред град и после да се правда дека еве не му бил денот, лошо му тргнало на лева нога и да не поднесе оставка. Па плюс сакам да искористам оваа прилика да демантирам, бидејќи тој измисли напад пред 3 години во Битола, за да се оправда да каже еве тој во континуитет мене ме напаѓа, ја бев загрозен. Во Битола пред 3 години случајно се сретнавме на плоштадот во Битола и само го поздравив и се изнасмеавме, бидејќи навистина тогаш мислев дека е професионалец и добар бизнисмен, бидејќи тој доаѓа од бизнис фелата. Но по снимките што ги слушнав за него е многу погрешно сменето мислење и од тогаш навистина му поставам тешки прашања. Така да сакам да демантирам дека при 3 години воопшто немало никаков напад или провокација од моја страна кон него, туку насмевка и почит и респект. И тоа сум го имал во повеќе наврати и во самиот кафич Пастел, каде што вчера се случи нападот. Самите можете да чуете од снимката дека воопшто не го навредувам, не користам навредливи зборови, не го персирам. Министре Пешевски, дали се чувствувате загрозен од новиот специјален обвинител, а слушаме на снимките дека имате некои недозволени действија, дали се плашите дека можеби ќе завршите во затвор? Тоа беше прашањето. Ниту навреди, ниту клевети, ниту ништо кон него, и тој се сврте и мислам дека ако неговиот пријател, советник во владата и екс-министер за образование, му го заборев името, ако тој не го гушнеше и да го смири, мислам дека тој ќе ме стасаше и бидејќи е наистина огромен човек, што би рекол министер Ставрески, еден голем куп месо, мислам дека можеше да ме скрши таму на сред улица. Наистина овие луѓе треба да се контролираат што прават. Тие се јавни личности, тие не се вработени во приватни фирми, тој не е директор на компанија за производство на кетчап. Тој е министер, вице-премиер, тој со милиони располага, 10 години е на власт и секој може да му приди да му постави прашање на јавно место. Јас го почекав да си го испие кафето, ја не влегов во кафулето. Тој пиеше кафе, ја го почекав 10 минути, тој си заврши со кафето и кога излезе, кога дојде на јавен простор на тротоар, јас само придов и го постави прашањето, тој можеше да ми одговори, можеше да си влезе во колата и никому ништо. А бркање, тепање, тоа е сигнал кон нивните си леджи и партиски војници, еве пораката која е, ако вице-премиерот тепа, ајде сега и вие, кај ќе го видите, скршете го, удрите се посилни, не само кон мене и кон сите други што ќе се осудат да тргнат по моите стапки. Значи ова е јавна манифестација на моќ, на сила и навистина ова власт треба да се загрижи и да одговара за се тоа што го прави. Тоа е тоа што имам да го кажам, јас нема да престанам со моите прашања и понатаму ќе прашувам, а уште еднаш повторувам, уште денеска ќе барам прием од амбасадорот Бејли и Иво Орав и барам од нив да ме заштитат, да побараат од владата да ме заштити и да ВМРО ДПМН го смени своето соопштение кај што повикува дека секој оној што се бара белјата ќе се добие казна. Тоа го сметам за отворена закана и кон мене и кон сите како мене. И благодарам. Пешевски ме закачи по лицето, избегав, а на бегање му удри со ногата во левата нога, имам болки во ногата и веќе 2 дена накривнувам со левата нога. Го пријавивте? Да, но јас чувствувам многу голем страв, бидејќи после нападот тој ме следеше до паркингот со својот автомобил. Ја бев паркиран позади Европски универзитет. И после 10 минути кога одев ја на кај автомобилот се сплашив кога го видов него со колата до мене, со спуштен прозор и ми вели влези у колата. Влези колата со мене. Што треба да направам тука? Што тоа закана ли е? Обид за подкуп ли е? Како можам да влезам со човек што пред 5 минути сакаше да ме убие? И навистина да следиш новинар на паркинг, па тоа се мафијашки методи, тоа се подземни мафијашки методи. И наместо да се извини, тој измислува ме клевети за некаков си напад пред 3 години, па кажува, дури прашува, а што ќе направевте вие? Значи он упатува прашање до сите функционери што ќе ги прашаме така, да извадат пиштоли, ножеви, да почнат да не убиваат таму, бидејќи сме го нарушиле нивната приватност. Ја нема отидов дома на него. Ја нема влегов во неговиот дом. Јас го почекав на јавен простор. Тој е јавна личност, тој треба да има малку сенс за понезгодни прашања. Па не сме сите од Сител и од Курир.
Имаме и тука и новинари што се загрижени за демократијата, за јавните пари, а слушаме дека тој го прекршил законот. И нашата цел како новинари е да поставиме критички прашања, тоа го бара јавноста од нас. Погледате дека тие видеа се гледани по 100.000 пати. Кај да одам, народот со воодушевување ме прима, бидејќи народот сака тие